Па еве денеска имаме чест да отпочнеме со активностите околу одбележувањето на денот на македонската полиција 7 мај. Денеска овде во касарната во Ѓорче Петров, во базата на единицата за брзо распоредување, имавме тактичко покажна вежба, што е една од начините како да се доближиме до македонските граѓани. Тоа што, впрочем, и го говориме дека врската помеѓу граѓаните на Македонија и македонската полиција треба да се зајакне, да се обнови, за да бидеме сите заедно побезбедни и вклучени во системот на безбедност. Денеска заедно со студентите на Факултетот за безбедност, Институтот за одбрана и мир, ученици од средните училишта, нашите од Центарот за обука, градоначалниците, нашите пријатели, представници од амбасадите, министрите, колегите, сите заедно имавме можност да ги видиме овие вежби, да покажеме спремноста, подготвеноста на најелитните единици во македонската полиција, единица за специјални задачи, ЕБР, посебната единица, и на тој начин да приближиме и до граѓаните преку медиумите, преку вас, зашто особено ви благодарам за присуството, со што се занимаваат македонските полицајци, колку се подготвени и да сето тоа биде еден дел од взаемните врски помеѓу граѓаните на Република Македонија и македонската полиција. Господин Спасовски, ние видовме вежбата, вчера слушам изјавата дека уште две лица, вие кажете уште две, мислам дека мислече дека уште три лица што се обвинети, осомничени за 27 април уште не се најдени. Велите дека се во Македонија. Зошто ако се во Македонија не се уапсени? Јас одговорив вчера дека тоа се наши претпоставки, дека се во Република Македонија врз основа на информации кои што ги добиваме. За да бидат приведени, да биде таа успешна акција, мораме добро да ги анализираме сите податоци кои што ние ги добиваме, и тоа веќе неколку пати го повторувам, дека секоја информација, секој податок кој што го добиваме од граѓаните на Република Македонија, одредени структури се анализираат и дури тогаш пристапуваме кон акција за нивно апсење. Еден од нив, од тројцата се предаде. Открили некои информации што правел, каде се криел, дали бил во Македонија? Сигурно дека има многу информации, меѓутоа тоа не се информации кои што можеме сега да ги споделуваме во јавност. Имаме информација дека не сте исплатиле 13 плата и дека дел од полициските службеници ќе поднесат тужби против министерството. Бидејќи знаеме дека во изминатите 7 години 18 милиони евра исплатило министерството само поднос на изгубени тужби за работнички права. Дали е вистина, дали е точна таа информација? Ако е точна, зошто не е исплатена, дали ќе се исплати, како ќе се спремува? Точно е дека Министерството за внатрешни работи во изминатиот период има исплатено многу финансиски средства по основ на тужби, не само за 13-та плата, туку и за други финансиски обврски кои што ги имало Министерството према македонските полицајци. Ние разговараме со синдикатите и за оваа работа. Интензивно се работи на проверка на сите овие податоци за да се утврди точната бројка на луѓе кои што исполнуваат услови за да ја добијат таа 13-та плата. Тоа е повеќе од 150 часа прекувремена работа, која ќе направиме таквите анализи, ќе излеземе и со информација до владата на Република Македонија за што веќе имаме како Министерство размислување како тоа треба да го решиме и да го надминеме, меѓутоа ова треба да се реши трајно. А трајното решение е зголемувањето на бројот на полициски службеници на соодветно ниво, се со цел да не мора да бидат ангажирани дополнително постојните полициски службеници. Уште едно прашање по ранешните министри од претходната власт. Дали ќе ги поканувате, знаејќи ја нивниот бекграунд и нивната актуелна улога во општеството, дали ќе ги поканувате на денот на МВР, на главната прослава, бидејќи денеска не ги видовме, и директорите што ми Овие се повеќе активности кои што ги правиме. Главната манифестација ќе биде на 6 мај, кој што ќе се одржи на градскиот стадион во Штип. Таму е отворено за сите граѓани, ние имаме поканато и гости, и еден дел, јас не знам точно протоколот тоа го реализира, секако дека ќе ми биде мило дел од луѓето кои што направиле добро за македонската полиција во изминатиот период да бидат присутни на овие манифестации. Мислам дека дел од поранешните функционери дури ќе се чувствуваат и непријатно да бидат тука во системот кој што допринесе да се руши. Благодарам.